Мартина, фала ти многу што си дел од приказната на хероите и тоа што ќе ја споделиш твојата приказна денес пред армијата. Мислам дека ќе мотивираш многу девојки. Ајде едно кратко резиме или едно кратко твое представување. Која е Мартина, од каде доаѓа и колку има постигнато со програмите на Пичарми? Јас сум Мартина, доаѓам од Пробишти, Пиноков, работена во армијата на нашата земја, поточно во баталјонот на воена полиција. Со програмата сум веќе 6 месеци и имам многу постигнато во однос на својата физичка кондиција после бременоста и секако здрастените придобивки од друга страна. Колку килограми успеа да намалиш за овие 6 месеци? За овие 6 месеци минус 30 килограми. Браво. Која беше Мартина пред програмите? Мартина пред програмите беше пасивен вежбач. Односно, вежбав по потреба, само за да ги исполнам критериумите на работа. За да одржувам својата физичка активност. Не внимавав многу на исхраната, што значи дека варирав со 2 до 3 килограми повише. Како доби идеја да станеш баш војник? Сега си дупли војник. Да. А велиш дека не си ја имала таа пасија кон вежбањето. Што се случи? Како станав дупли војник? Навистина, стварно не знам. Али вработено сум во армијата уште на кога наполнив 18 години, пошто сум една година унапред тргната на училиште, значи сите беа 91, јас бев 92 година, најмалечко појдов. И на своји речиси крај на 18 години се вработив, исто беше ноември месец кога се вработив. Војник, значи сите во фамилија ми се војници, сите ми се бранители, војко ми, татко ми, значи сите тие биле војници. И таа моја желба за борбеност, за истрајност, за напредок, за самостојност, и така се створи, да кажам, да опстанам во армијата 13 години. И сега, откако ве запознав вас, нормално за дупли војник, не знам како да кажам више. Браво! Толку што сум... не можам да најдам зборови за да си изразам колку сум среќна, што се пронајдов самата себе си. Значи да внимавам и на исхраната, и да бидам активен вежбач, и да го засакам сега вежбањето, и да не можам ден, а да не се извежбам. Дали имаше нешто или некое двоумење пред да влезеш во втората армија? Не, дефинитивно немав двоумење. Ми беше малку страв како ќе направам јас, нели, како ќе се вклопам во исхраната. Мислев дека нема тоа да го јадам, мислам дека тоа не е вкусно, али испадна на крај да се поклопат коцките една со друга. И храната да е едноставна. Храната да е едноставна, вежбањето да не можеш да го оставиш, значи толку се заразив, немам зборови, стварно. Што е она што те поттикна да ни се придружиш? Моја мотивација беше мојата школска, која исто така е номинирана, нели, за херој. Таа ослабна минус 60 килограми. И сега јас барав решение како да ги намалам килограмите после бременоста, бидејќи ми останаа прилично многу. И пишав, викам школска вака и вака, како да направам, викам ја кај тебе гледам минус 60 килограми. И јас пробав речиси со се. Елена не ни била дел од хероите, затоа се збунив, ама многу добро што ме потсети, стварно треба да ја викнеме, да ја поканиме и неј за да си ја сподели приказната. И викам како да направам, викам ја овие моите килограми магично да исчезнат, викам јас на работа кога ќе појдам ваква, ма нема шанси, викам јас се гледав и знаеш, нема волја за да излезам надвор, ништо ми се не фаќаше. А кога се случи да ги накачиш? Колку килограми кажа дека имаш накачено и во кој период? Значи во периодот на бременоста, значи јас додадов на себе уште 30 килограми. И фактички по породувањето тие ми остана. И сега тоа ми остана така.
ајде ќе се повлече од бременост, вака, онака, ништо. Не можев ни притисокот да го регулирам, ниту водата од телото да ми се повлече, пошто има вишок на вода, ништо. Али од ноември месец како почнав, значи ден за ден ја гледам како многу чудно се менуваат работите. Вака, сега значи да сумираме. Колку килограми накачи за време на бременоста? За време на Со се тие што си ги имаше плюс на тебе во тој момент. Значи јас бременоста ја почнав со 70 килограми, стигнав до 110. После породувањето... Цели 40 килограми. Да. После породувањето јас останав со 91. И за колку време успеа да намалиш 40 килограми? Сега кажа дека си вратена или 30 ми кажа? Сега сум скроз вратена дури пред тоа што бев пред бременоста, значи сега сум 62 килограми. За колку временски за период? За 4 месеци. Браво, тоа е огромна, сериозна бројка. И стварно Дори си... Јас сама кога се погледнам во огледало, сега викам кај си сува лепото. Буквално. Да. Не си сува, изгледаш феноменално. Значи ќе објавиме и слика на видеото, нели, каква промена си доживеала. Во теретаната ми се чудеше. Теретаната е на мој школски, заедно учевме и он ми се чудеше, вика, кај рече ти желба за теретана имаш. Дупли војник не е за вакансија. Да. И викам, остај ме, викам. И почнав да вежбам. И сега после првиот месец кога се виде резултат и сите други девојки што вежбаше, велат, леле, како успеваш ти? На која програма беше? На InstaFit Gym. Дали освен програмите следеше и нешто друго, некоја мала тајна да ни споделиш? Или беше баш програмата? Беше главен? Баш програмата беше виновник. И се, значи, тотално све пратев од програмата. Која беше твојата цел и кажи ми што е следно? Мојата цел беше да намалам, килограми, да се вратам пред бременоста како што си бев. Али сега веќе кога гледам дека си се и вратив и само до вербата си рипна и маш ми вели, се смее више, сама не треба да те пуштам, пошто веќе и комшивките на улица почнаа да ми се пуштат. Леле, комши, ти што правиш, вика, види колку си згодна. Управо се. Што е следно? Која е твојата следна цел? Дали одиме на Инстабути или на летен предизвик? Па мислам на Инстабути. На Инстабути? Да. Дали имаш поддршка од партнерот? Дали он тренира? Не, маш ми воопшто не тренира. Значи, јаде се што сака. Веќе дали тоа почна значи да дека јаде... правите два ручеци на ден? Не. Значи, му правам исто од моето, само дупло доза. Па добро, значи пак се храни добро. Пак се храни значи, само добро. треба да го натераме да вежба. Да. И да го поканиме, ете, може и двајцата заедно да дојдете да се жртвуваш за него. Да дојдете на летниот предизвик и да го натераме и он да влезе барем во една армија. Во почетокот немав поддршка апсолутно од никој, само од мојата школска. Пошто сите, не знам како да кажам, сите беа, им беше чудно како ќе влезе женско у пробишти да вежба теретана. Тоа малку е закоравено мислење. И апсолутно немав поддршка од никој. После тоа кога почнаа да се гледат промените, кога почнаа сите жени, кога почнаа жените да трчат по мене, и маш ми вика, вика, слободно, ја ќе ти платим, иди си. Уште него да го натераме, тоа ни е следна мисија, мислам, мора да тренира ако си има таква жена згодна до него, така да не е мала работа. На која промена најмногу и се радуваш? Значи, освен намалените килограми, што е она што го примети поразлично кај тебе или подобро? Имам поголема самодоверба. И значи, сега уживам во секој момент од животот, што се вели. И главната, како да кажам, цел, мисла, што ме одржува, е дека не треба да се запоставуваме иако сме родиле дете. Точно, многу си во право. Спомна дека живееш сега во секој момент, така? Полно го живееш животот. Дали килограмите биле пречка да не живееш во целост? Сметаш дека тоа било причина? Мислам дека да. Затоа што веќе кога се погледнав во огледало,
Јас читав живот слаба, да кажам витка, не. Витка до витка. И сега од еден пат буф, имав и стомак, и нозе, и на ништо. А што се случи? На Ме ништо не интересира личе. во бременоста, така? Да си имала проблем со тежината цел живот, разбирам, но што се случи во бременоста? Дали од кога стана бремена некако се опушти или што се случи кај тебе? Да. Кога останав бремена, мислам дека доста се опуштив со јадењето, пошто јадев многу бурек. Не јади бурек. Навистина многу јадев бурек, јадев многу брза храна. И јадев хамбургер. Ама до претходно не си јадела, Да, до претходно не јадев, се случувало месечно да јадам еднаш или два пати. Ама во бременоста тоа ми беше многу изразено. И јадев многу кровни. Најверојатно дека прва бременост и си викаш па добро, ќе си дозволам сега што може да се случи, 9 месеци и 40 кила подоцна. Ако така е, дај Боже да имаш нели второ и трето дете, што би променила сега во бременоста? После програмите. После програмите, значи нормално сега знам како да си спремам храна, дека повише ќе ги применувам и тоа лекарите што ми кажуваше, значи лекарите ми препорачуваше повише салата, варено јајце, зденка, сирење нешто. Зденка и сирење ви препорачуваше лекарот? Да. Да го поздравиме лекарот, не го именуваме, ама не баш добро зденка. Да. Нема везе, битно ми е да знаеш и ти, девојките кои што сте во програма, ќе останете нели повторно трудни, дека слободно може да си се водите по оваа исхрана, нели само треба да се зголемат некои работи, ама не се секирете, јас и за тоа имам решение овој дена, така да нема да откривам многу. Дали е полесно сега од кога имаме наша апликација? Да, многу е полесно. До душа ти не си одамна, ти си свежа, така? Ти си од ноември 2023. А ти си ти си баш од кога почна апликацијата. Добро, нема како се прилагоди на апликацијата? Дали ти се допаѓа? Да, ми се допаѓа. Дали лесно значи се е достапно, комуникацијата се остварува без проблем. Како би се почувствувала ако сега ти кажам дека ќе се вратиме на Facebook, да имаме таму некоја група? Не. Значи да си видиме вака како што. Дали ја имаш препорачано програмата на некој и дали твои блиски пријателки се дел од армијата само заради тебе? Да, ја имам препорачено програмата, речиси на сите кои што бараат решенија за да намалат килограми. Било да е од здравствени причини, било да е од после бременост. Највише ги имам препорачено кај моите комшивки на улица. Оти стално трчат. Леле комши, ја морам, вика, итно да намалам 10 килограми. Сега за овој сад? Да. И јас им кажувам, и покажувам, и праќам. И влезени се комшиките? Една комшика, да. Влезе. Ништо сега ги викаме комшиките сите да ни дојдат на летен предизвик. И цело мало да сте згодни. Со мој подпис. На мои колеги, нивните жени одат во теретана и сега нормално ме гледат јас како имам намалено килограми и ми велат: ама жити се, вика, ти и ние вежбаме и ти вежбаш, вика. Како успеваш да намалиш, вика, толку, вика, ние додадеме уште плюс по 5 килограми. Леле. И викам, добро, вие што правите? И кога ми кажат, вика, па ние на работа едно чоколадце, друго чоколадце, трет по часте. Па викам, и сега толку чоколадци и дојдете на краката да вежбате. Викам, не може тоа така. Во тој случај, дали на крај, имаш некој совет да им дадеш и на комшиките, и на девојките од армијата, кои што се на програма, ама не се на програма, туку некој ги части на работа, кој е советот што ти би им го дала? Како ти во тие моменти се справуваш? Значи, јас психички доста се борев, за да не се вратам пак, пошто после бременоста ми остана апетитот за да јадам. Ми се јадеше и благо кога видев, значи тоа ми беше како самоубиство да правам. Али више кога знаев дека, значи мора да ослабнам, мора да се ставам на некој режим за да бидам како што сум си била. И викам, готово, тука нема ништо.
тргам чоколадата на страна и си одев у теретана да вежбам. Браво, браво. Ќе го оставив бебето да ми го почува свекрвата и јас кидев у 1 сат у теретана да се изморам, да се извежбам, за да не мислам на јадење. Си правиш ли чит мил понекогаш? Да. Сега, веќе кога, намалив Си дозволуваш? килограми, еднаш месечно може да си дозволам. Значи, советот е намали колку што сметаш дека треба да намалиш, а после тоа балансирај се, додади Да. си чит мил ако треба еднаш неделно, така не мора да Да. чекаат 4 недели, па реално и ти си заслужила. Да. Ако 7 дена си тераш по програма, едниот оброк вечерта може да ти биде како сакаш. Да. Фала ти само многу. ми беше многу мило, од и другите веќе некои работи кои што ги пробав за слабење. Значи ми го изфрлаше виното, а јас навикната со една чаша секој пат, или сабот или Црвено недела. или бело си пиеш? Црвено. Добро. Многу подобро. Домашно. Да, супер. Па пи си го, не си го тргај виното. Да. Биде, јас не сум да се трга ништо зашто ти прави и ти носи задоволство, се додека е до одредена количина. Не сум Да. ни против ни чоколада ни ништо, ама многу се нервирам кога некој рече јадам цело чоколадо. Не може да јадеш цело чоколадо. Да, тоа не може. апсолутно Тоа да. е више немарност голема. И баш еве сега едно интервју одговарав, викам еден ред е за душа, а цело чоколадо е комплетно немарност. Фала ти, Мартина, што се нафати да бидеш денеска мој гостин прво дома и да споделиш својата приказна со армијата. Ова е едно многу мало внимание од нас, ама е направено со многу љубов и не случајно има огледало на самата статуетка, затоа што сакам секој ден да си го гледаш херојот во Ви огледало. благодарам многу и на вашето гостопримство.